Минималец од околу 24.500 денари според законот или 27.500 денари според барањето на синдикатот. Се уште нема одговор на прашањето колку ќе изнесува минималната плата во земјава што треба да се исплаќа од март годинава. Според законот за минимална плата, при нејзината пресметка предвид се земаат два параметра: просечната плата исплатена на државно ниво за претходната година и годишната стапка на инфлација. Владата, трговците, добавувачите, потрошувачите, експертите и сите останати засегнати страни продолжуваат жестоко да ја бијат битката за цените, обидувајќи се да докажат кој е виновен за скапотијата по маркетите и како таа да се скроти. Последната вест пред викендот беше дека Комисијата за заштита на конкуренцијата повела прекршочна постапка за 4 синџири на маркети поради наводно меѓусебно незаконско договарање на цени. Членови на комисијата извршиле ненајавен увид во трговските синџири и во една од стопанските комори во која што се здружени истите. Во нивното соопштение е наведено дека увидот е направен поради сомневање дека неколку синџири на маркети кои вршат трговија на мало со прехранбени и непрехранбени производи го прекршиле Законот за заштита на конкуренцијата, кој забранува картели, односно забранува договори и усогласено однесување на две или повеќе претпријатија, а се со цел нарушување на конкуренцијата. Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп објави дека ги става на платено административно отсуство сите вработени во Агенцијата на САД за меѓународен развој, освен менаџерите и клучниот персонал ширум светот, и затвора 1600 работни места во Агенцијата во САД. УСАИД во неделата 1 минута пред полноќ, по локално време, објави дека целиот персонал на Агенцијата, освен основните работници, е ставен на административно отсуство. Агенцијата, исто така, почнува да спроведува процес на намалување на силата што влијае на околу 1600 вработени на УСАИД во САД, се вели во соопштението. Еден од пооригиналните филмови номинирани за Оскар оваа година е Flow, кој е номиниран во две категории: најдобар анимиран и најдобар меѓународен филм. Оваа латвиско-француско-белгиска копродукција нуди тивок, малку апокалиптичен приказ на слична на филмот Враќање дома. За разлика од повеќето анимирани филмови за животни наменети за семејно гледање, Flow е потполно без дијалози. Заслуга има и дистрибутерот кој не прибегнал кон класичната практика на синхронизација со познати гласови за да го направи филмот попривлечен за американската публика.